подобра извод. Затоа го држиме и одговорност се бара од политичар кој ако не знае што збори, значи показнувате и како народ и како новина. Така. Јас не можам да видам дека до сега ова што го кажал дека не кореспондира со јавност, со реалноста. Напротив, видовме дека има пакет, не е еден. Значи и пред тоа знаевме. Нели така ни кажа како се вика Пендаровски, да не се правиме пакетите се од почеток. Ако се од почеток, ваш проблем е што не сте сакале да знаете дека има. И не сте реагирале на пакет. Јас сум граѓани, не се пишувало. Ама и видовме Јас не видовме наш предлог да речем. Сега ете и тука. Како не? Каде е нашиот предлог? Двојната формула. Двојната формула. Види, интересно и во Грција има предавници. Значи и во Грција има предавници новинари кои се збори за ова прашање. Не сме ние ексклузивци по ова. Добро, сега мене поинтересна ми ова за лустрација него за ова. Ви реков. Ама интересно е контекстот, Мирка. Па почнавме од таму. Значи почнавме предавници патриоти, што е патриотизмот, предавници патриоти, па и филтрација на тајни служби со меѓународна комуникација и сега да се вратиме на лустрација. Ако има тајни служби со меѓународна овакво, тоа се вика шпионажа и за тоа си има кривичен закон и нема врска тоа со лустрација. Ние имавме министер за внатрешни работи, кој беше декориран како соработник на тајна служба, нели, Силјана Аврамовски, така се викаше, и уште е полицаец, нити го обвинителско да го гони, ни ништо. И тоа е идеологизација. Деме како е западна служба, онда нема што тука, тоа е добро, али ако е ова од Србија или не знам од Бугарија, тоа ние си имаме матрица. Србија и Бугарија генерално као генерација, знаевме дека е црн ѓавол, а Србија сега почна од Милошевиќ нааму, не од 8 седница, кога сите навиваа за него. Туку од кога почна да паѓа. Значи, сега имаме два лоши соседи и тие ќе ги жигосуваме. Али ако си шпион на ЦИА, на, како се виката германската БНД, онда си ти западњак, така? Не, истиот закон важи, господине Чомовски, тоа е принципот. И ако се применува, ќе се применува и за Латаш, ама и за Силјана Аврамовски. Од целата таа ситуација најсимптоматично е, морам да ви кажем, сознанието кое е признат тука и ми отвори очи на овој начин екс-министерот Павле Трајнов, кој тврди дека еден од присутните на кој се повикува, а е новинар, е во случајот што деновија беше во Белодинет, е практично тој што е доставил, третата страна што е доставил информацијата. Ако е новинар, тој е... Ако е така, тогаш е добра илустрација да направиме, ама ако не е така, дали е тоа на една од вештите, условно кажем, намештајки по нашиот скопски... Ќе не манипулира се. Види, има 1000 варијанти како можеш да зафркнеш и најплеменита акција. Лустрацијата значи, да расчистиме, е нормална процедура кога се дешаваат големи системски ломови, значи од еден систем сте влегле во друг. Сега, валјда нема историја да си држиме, дека и во стариот свет и во новиот свет лустрација вршеше и овој, како се вика, Макарти, нели, ловеше комунистички вештерки, но таа може да, значи тоа ви е еклатантен пример како може да се претвори у хајка, у харанга, ако немате утврдена процедура. Што барате? Значи, ама нема утврдена процедура. Христос сме седели у кафана, Горан јавил на некој, тоа не е шпионажа. Треба законско решение за тоа. Тоа е дискречено право. Нема законско решение. Треба дода тоа аналогија. Па предложете, имаме здружение, има право здружението да побара за сите новинари. Ја лично во здружението исто го предлагав тоа, ама не е поминува така. Па еве ние како редакција ќе си го направиме. Мирка Велиновска, Горан Михайловски, Христо Ивановски и Лидија Димова беа мои вечерашни гости, во кои во оваа македонска салата направивме и име илустрација, и предавници, и поданици, и патриоти. Македоноиди да стои, нема сега. И македоноиди, и соросоиди, и така натаму, но во секој случај тоа е општиот амбиент, може би на неделава, во која се отворија прашања на еден деликатен начин и како што некои од овие застапници на тезата тврдат дека допора ќе биде жестоко или ќе биде уште по со обштествени противречности. Мирка Велиновска, Горан Михайловски, Христо Ивановски и Лидија Димова
во петок на тема Македонската новинарска фела во изминатава недела поделена внатре, однадвор и така натаму. Пријатна вечер.